Зијадин Села ја понудил својата куќа како залог за да се ослободи од притвор Абдул Фета Алими, собранискиот обезбедувач кој се наоѓа во притворското оделение во Шутка, заедно со останатите обвинети за крвавиот упад во собранието, е едно од лицата кои го спасиле Зијадин Села. Лидерот на Алијансата на албанците заложил куќа од речиси 400 метри квадратни во селото Ливада, бидејќи семејната куќа на Алими во Липково не била доволна гаранција. Семејството на притворениот собраниски обезбедувач јавно се заблагодари на Села. Од кривичниот суд потврдија дека е понудена гаранција, но вела дека предметот е даден на мислење во обвинителството, а јавноста ќе биде известена кога ќе има одлука од кривичниот совет. Зијадин Села за 1 ТВ ја потврди информацијата и рече дека ја заложил куќата бидејќи Алими му го спасил животот. За притворот на Алими вели дека е политичка хајка. И редно е да дам гаранција за човек кој беше со мене на 27 април и кој е заслужен што денеска јас сум жив. Имаме ние некој обичај како албанци. Куќата е на Господ и на пријателите. Фета Алими од 27 април е личен мој пријател. Прават политички монтиран процес за да политички јас бидам обвинуван зошто не му помагам на Фета Алими. Мислам дека тоа се претежно, тука најголем дел, најголема улога имат бившите коалициони партнери на ВМРО-ДПМН, пријателите на Митко Чавков, кои го монтира 27 април. Во партијата на Села има дополнителна разочараност поради ослободувањето на Митко Чавков, кој според нив, но и според обвинението, е одговорен за крвавите настани. Лидерот на Алијансата смета и дека поранешниот коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН не треба да се иззема од одговорност. Заедно со Митко Чавков треба да лежат и да бидат дел од прогонувањето. Сите, без разлика на која политичка провиненца припаѓат. Сите кои имаа право на наредба, било тоа златна, сребрена и не знам како ги квалификуваат, треба да одговарат за крвавиот настан. Правдата е правда кога е целосна, не кога е половична. Нормално дека повеќе од се треба да продолжи истрагата за да се најдат и нарачателите кои беа за крвавиот настан. А тоа не може да се случи ако се гледат и се затварат луѓе и се кренат обвинение, гледајќи според политичката припадност. Сега Чавков беше кадар на ВМРО и е на притвор, а од друга страна знаеме дека режимот се состоеше од два компоненти. Тоа беа ВМРО-ДПМН и ДУИ. Ако Чавков бил директор, имал заменик директор, кој исто така имал право на наредба, нели? Имаше и министер, имаше и други кадри и не треба да се штитат кадрите кои се на ДУИ поставени во тие институции, кои ден денеска немат никаква одговорност, него напротив, добиват заслуга за тоа што се случи на 27 април. Беа тие кои треба да спречат да се случи тоа што се случи. Абдул Фета Адеми беше сведок во случајот за обид за убиство на Села, предложен од јавното обвинителство. Тој во судница сведочеше за крвавите настани од 27 април и раскажа како успеале да го спасат лидерот на Алијансата од бесната толпа која повикувала на убиство. Али ми раскажуваше како насилниците кои сакале да го убијат Села одстапиле откако тој им кажал дека Села е мртов. Потоа го однел во една од канцелариите на горниот кат, а од законодавниот дом успел да го извлече по неколку часа, дури откако пристигнале полицајците. Зијадин Села бил изваден од собранието маскиран во полицаец и бил пренесен на клиника со оклопно возило. Судскиот процес за обид за убиство на пратеникот се уште трае, а на обвинителна клупа се седнати 10 обвинети лица. Обвинетите се изјаснија за невини, иако дел од нив јасно се гледаат на снимките како го газат пратеникот. Последното рочиште за овој случај беше пред точно една недела, а на него не се појавија премиерот Зоран Заев и пратеникот Владко Ѓорчев, кои беа повикани како сведоци.